Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е макабре, со 427-то издание. Вечерашниот гостин, кој што е со мене во студиото, е режисер кој има достојна почит кон секоја гранка на филмската уметност, затоа што се има испробано и во анимација, и во музички, и во рекламни видеоспотови, во играни филмови, во кои постојано си поигрува со тенката нишка помеѓу комичното и трагичното, натежнувајќи на една од двете страни на кои е потребно за да биде делото реализирано. Неговиот последен краток филм на Лепница беше составен дел од овогодинешното издание на престижниот Sundance, а го знаете и како режисер на Урнебесниот Пепи и Муто. Вечерва имам чест и задоволство со мене во студиото на Канал 103 да биде Георгије Унковски. Добре дојде. Фала на поканата. На почетокот на емисијата сакам да те запрашам како за прв пат се соочи со филмската уметност. Изложувањето твое беше на големиот екран или преку малиот екран? Па почнав со многу телевизија, мислам дека тоа ми беше, како да кажам, некој бегство од реалност уште од млади години. Супер. Да. Имав уште имам тетка од Словенија, од Лјубљана, Билјана, која да бев мал, често ми носеше касети, ВХС. Супер. И тоа ми беше нешто што многу се радував на тоа и така да речеме дека почна целата пригазна. Океј, таа ти беше дедо мразицата која што и дојде, чекаш да дојде со некој нов дотур. Кажи ми, видеотеките, DVD-теките имале некаков удел во твојот живот за истенчување на вкусот што би сакал да го гледаш? Па не можам да кажам дека имам некој истенчен вкус, барем не на почетокот, да. Мислам дека со брат ми често идевме во видеотека и тоа ми беше секојаш доживење да видиме што следно ново излегло и така натаму. Добре. Беше како продавница за играчки на некој начин. Супер. И баш ми беше убаво, мислам, да видам таму. Си имал посочување од луѓето кои што работеле таму за ако ти се допаѓа овој филм, можеш да погледнеш тој и тој заради тоа што нели немало IMDb или немало YouTube или што и да. Порано по глумец мислам дека се бира филма така што има ново со Шварценегер, не знам, нешто. Сугестијата доаѓа по таа мишка, значи добро. А кажи ми, си носталгично врзан кон некој филм кој може би сметаш дека не е толку добар кога би го гледал од денешна перспектива, меѓутоа тебе ти се допаѓа? Па прв филм што ми остана до сеќавање е Blues Brothers. Океј, супер. Дали го знаеш? Одлично. Џон Лендис. И таму бев и суштински поврзан со музиката. Тоа ми беше прв саундтрек што го имав исто Blues Brothers. Браво. И стварно тоа беше еден филм така во младоста многу што обседнат со него. Супер. А си го погледнал во последно време или не, избегнуваш? Не, ради баш така да си ја слушам сликата на него што имам. Мислам, иако музиката знам дека и Рей Чарлс има улога таму и така, многу музичари стави со тој филм. И двајцата главни ликови многу добро си го носат музичкиот аспект. А кажи ми, те прелажал некогаш омот, некака премиса или па можеби синопсис или кастинг да погледнеш филма, не си го добил тоа што ти било ветено? Многу пати, мислам дека многу пати се има случајно. И мислам дека тоа е работата некако и на омотот и на трейлерот и на светот да ти излаже, така да мислам дека сум бил излажен многу пати. Добро. Кој па ти е најдобро искуство на гледање на филм во кино кое што ќе го паметиш, некаде каде што филм те допрел непосредно? Па не знам дали се на кино конкретно, не ми текнува баш што било на кино, што било дома, да речеме. Меѓутоа, мислам дека прв пат кога сфатив дека филм може да биде нешто друго, беше Магнолија. Океј, супер. Пол Томас Андерсон, супер. Да, еден од моите омилени режисери до ден денес. Браво. Така да кажам дека тој првиот филм што ме мавнал на земја, да речем така. Одлично. Си се предомислил некогаш за некој филм кој што не ти се допаднал можеби на првото гледање, меѓутоа со повторно негово гледање и искуство во животот си го сменил тоа мислење? Нешто што аверзија може би си имал во минатото или па некаква со предрасуда му имаш придено, меѓутоа со тек на време. Не би рекол аверзија, меѓутоа мислам дека има многу досадни филмови што се одлични. Тука може да се согласиме, добро. И мислам дека покасно во животот сфатив дека филмот не мора да биде забавен, класично, значи може да има досаден филм што после нема да те спиеш па ќе го мислиш утре дента и ќе те обземе на некој начин, така тој аспект сега сум многу поотворен за
за досадни филмови, да го кажам. Супер, Тарковски, Белатар и Бергман Да. те слушаат моментално и внимаваат се што ќе кажеш. Имало некој филм кој твоите родители не ти дозволувале, например, да го гледаш, некоја си забрането богатство, меѓутоа со помош на пријатели или видеотека ти си успеал да го шверцаш во твојот дом? Па моите биле генерално отворени, мислам, секојаш. Филмови со насилство не ми давале да гледам, меѓутоа тоа сум навигал начин да ги гледам, ако не у кино, тоа ш касно на телевизија дома, кога сите спијат, така да... Имало такви Сум некои стигал, да. филмови кои што сакал да си погледнеш. Супер. Ова е само почетокот од иницијалниот разговор кој што ќе го имам со Ѓорѓе, односно во текот на емисијата ќе говориме за филмовите кои што ги има работено на Фамо и потоа ќе се посветиме на неговите филмови Пепи и Муто и најактуелниот денес на Лепница, со кој што буквално до минатата недела го шеташе филмот на другиот континент, односно во САД, беше прикажан на Санденс, зашто неговите впечатоци ќе ги сподели во текот на емисијата, а во текот на емисијата ќе слушаме и музика на која што директно или индиректно има влијае на Ѓорѓи со неговиот избор, односно во продолжение ги слушаме Пендулум со Through the Loop, една композиција која што имаш направено една френетична монтажа на неа, со која што ја доловува есенцијата на целиот тој драмен бейс кој што го поседува и делува како некој си fever dream од Trainspotting кој што го имаш постигнато со неа. Така што во текот на емисијата разговараме со Ѓорѓи Унковски. Ова е емисија кај што се слави филмот, а не политиката, тука вистински херои се уметниците, а не политичарите. Милош Форман смета дека све може да научите на сет доколку сте асистент на режија и тоа многу брзо. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 427 пат. Јас сум Златко Ѓеревски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данси Макабре, 427 издание, со мене во студиото е Георги Унковски. Дипломираш на Универзитетот во Рочестер, во Њујорк, на одсек на фотографија, поправиме ако грешам, по што ќе ги паметиш студентските денови и зошто баш се одлучи за овој избор? За фотографија. Да те поправам, значи дипломирам на Рочестер, Институтот за технологија, да. Океј, добро. Пошто има и Универзитет на Рочестер. Добро. Пошто ќе ги памтам? По заемот што уште го враќам у банка. Добро, окей, тоа е тој американски школски систем. Се шалам, да, значи мислам имаше прекрасни луѓе, имаше прекрасни професори кои дефинитивно многу влијае на мене. Тоа мислам себе беше школа за фотографија, таму сватив дека не сакам да се бавам со фотографија, што добро. Беше многу важно за да стигнам од тука, мислам. Меѓутоа тие познанства и тие пријателства, мислам, крај на живот ќе бидат со мене. Тоа детално истражување и изучување на фотографијата се согледа дека не е тоа твојот пат. Меѓутоа сепак фотографијата е составен дел од сето тоа што ти го правиш, така што нема бегство од неа. И разговорите ми се многу полесни со кинематограферите, да. Одлично. Сега па колку магистерските студии на ФАМУ ти го променија начинот на гледање на филмовите и пред се изучување на филмскиот јазик? Па многу, суштински многу. Јас кога стигнав таму сакав да правам филмови, меѓутоа не знаев воопшто како се прави тоа. Имав кратки филмови, некои поекспериментални, да ги кажам, во природа. Таму се запознав со Иво Трајков, кој е феноменален педагог и со кој проведов 4 години, речеси, не секојдневно, ама многу време со него. Би можел да кажам дека он е така еден човек кој можам да го издвојам, кој стварно имал исклучителен удел во мојот развој како режисер и поготово во разбирање на филмскиот јазик. Одлично. Има совет кој ти го има дадено од твоите професори и колеги кои до ден денес го применуваш на сет? Па еден совет што го памтам на цело време е тоа дека филмот се снима додека се снима, односно филмот се прави додека се снима. Што значи тоа? Значи дека сите тие идеи со кои што доаѓаш на снимањето или сценариото или сето тоа, имаш една последна шанса да го преиспиташ на денот на снимањето. Бидејќи тоа е тоа што останува.
Така не е доцна за корекција, не е доцна за интервенција. Се што е ставено на хартија не мора да значи дека или договорено претходно не мора да значи дека баш во таа форма ќе испадне. Ако нешто во тој момент се примети дека функционира подобро, треба да се искористи таа прилика. Така, па со оглед на тоа што и сетот предпоставувам дека си има свое влијание заради тоа што едно е пробите како се одвива, друго е кога ќе дојдете на сет и тука веќе можеш да маневрираш или да поместуваш блокинг во зависност од тоа како што имаш на располагање воопшто. Што па те изненадило во професијата на сет што не те научиле на школа? Нешто што на the hard way си морал да научиш? Па нешто што не те учат во школа е тоа дека треба да ги почитуваш сите, мислам, дека тоа не те учат. Добро. Од key grip до гафер до све. Апсолутно, да. Значи секој еден човек кој работи на сетот треба да се третира со почит и маја плюс минус мислам како еднаков со сите други. Мислам дека таа хармонија на снимањето придонесува да стварно да има убава енергија што после се шири у сите сфери и апсолутно влијае на како еден филм ќе биде снет. Така, на конечниот продукт. Прв ден, прв сет може да се присетиш кога ти бил? Дали свој, дали туѓ? Не можам. Така? Не можам, да, затоа што мислам дека и на почетокот можам да се пресетам евентуално на првите видеа што ги имам снимано, тоа се многу одамна, мислам дека дури во основно. Океј. Кај што правевме мали филмчиња со монтажа во камера. Себе. Така на среќа не постои од тоа ништо. Добро. Или може би постои некаде по домовите. Меѓутоа, не знам, една возбуда дека се создава нешто, мислам дека тоа е адреналинот кој што тлее. Да. Кажи ми, вежбаш со актери, кога забележуваш дека го има тоа што го треба, тоа што ти е потребно за некој лик? Па за жал мислам дека тоа не сум само јас тука, мислам дека генерално повеќето режисери во Македонија, не сите, немаме многу привилегија за вежбање, односно за проби да ги кажам. Така да некако бараме ликови или луѓе кои веќе се на некој начин до одредена мера барем тој лик кој го бараме. Супер, значи предодреденост некаква би требало да има за да скрати периодот на адаптирање. Да, со тоа што секогаш знае некој друг да изненади на кастинг и да покаже нешто што не си знаел дека го има или така. Океј, има некаков тип на актери кои што на пример им треба се чувствуваат поудобно доколку има повеќе проби. Има некои па на пример актери кои што не сакаат толку многу да пробуваат за да може на сет кога ќе дојдат да бидат комплетно посветени, не знам, во тој миг. Како се справуваш со овие два типа на начин на работа на актери? Па мислам дека пробувам повеќе да видам во сценариото кои сцени мислам дека ќе бидат попроблематични, за кои мислам дека ќе треба повеќе работа. Секогаш го оставам акторот прво да си го одигра он како што мисли. Значи без никакви како да кажам интеракции, интервенции од твоја страна, добро? Да, и потоа пробувам минимално, значи со минимални корекции да мрднеме или да дојдеме до одредена точка. Не сум, мислам, не би им кажал вака треба или така треба, едноставно пробам со нив заедно да стигнеме. Со насочување за да се дојде за цртаната цел која што сакаш да ја постигнеш. Сега се случило некогаш да те тестира некој актер или актерка? Да? Секако. Океј. Тоа го забележуваш кога се обидуваат да преминат одредени граници можеби на докаде ти би дозволил да се влијае? Па имало различни, мислам, не знам како да ги објаснам. Тоа најчесто од повозрасните актери кои што поготово кога е помлад режисерот, мислам толку повеќе они пробуваат да кажеме на некој начин. Тоа е нормално. Така. Да. Не треба да се сваќа лично. Меѓутоа мислам мојата техника е така што ќе ги оставам буквално да направат све што сакаат и после пак некако ќе дојдеме на тоа што сакаат. Добро. Четвртиот дубл е тој што ти треба. Колку па има импровизација на твојот сет од страна на актерите? Колку дозволуваш? Па немам ништо против. Некогаш ако е премногу знам да скратам, меѓутоа пак ќе кажам, значи пак ги оставам, сакам да ги оставам буквално, некогаш тоа треба да излезе од нив. За да не пречи во перформансот. Така, да, и ако режисерот мислам не им дозволи да го направат тоа, па после тоа си носи некои проблеми подоцна. Кои што ќе се рефлектираат и на самиот филм, значи. Им даваш биографии за карактерите или поставаш простор да истражат и да дојдат со свој пристап?
Не им давам комплетни детални биографии. Добро. Разговараме за ликовите, нормално мислам дека треба да им биде се јасно. Ако има некој прашање што не сум го одговорил во сценариото, ќе го одговориме заедно или ќе најдеме решение. Меѓутоа мислам дека секој актер различна количина на информации му требаат за ликот, така да се прилагодувам на нив, значи сакам да ги знаат одговорите на сите прашања. За да може да дојдат поблиску до мотивацијата, можеби за одредени одлуки кои што ликот треба да ги донесе. Претпоставувам дека баш и поради тоа и би користеле овие екстерни биографии. Сега, работа со искусни актери знае да биде олеснување или па дополнителен предизвик за еден млад режисер? Мислам дека зависи до актерот. Тука морам да го издвојам Сашко Коцев, кој што е извореден професионалец, посебно ми е драго кога работам со него, бидејќи секогаш ме е третирал со почит, дури кога мислам и Пепи Мирчевски може да го кажеме во Пепи и Муто. Иако сите беа прекрасни, мислам сега да не ги издвојувам. Меѓутоа, како главни ликови има комплетно разбирање за мене, не ми наметнува ништо од нивните мислења, да ги кажам, баш ме воведува некако меко, така за да дојдеш до саканата цел. Сега, би работел со натуршчици, со деца и животни со оглед на тоа што во налепници има. Налепница има деца. Колку пат овие, ајде да ги наречам, проколнати елементи на снимањето? Па мене искуството ми беше на налепница, ми беше прекрасно, мислам, децата беа стварно феноменални, дури не би рекол дека се натуршици, бидејќи Анастазија многу глуми, Калина исто, ќе ми извини дечкото. Добре, како беше. Прости. Глуми сега во Зоки Пуки исто. Супер. Мислам дека стварно беше прекрасна со нив работата, мислам една енергија вансериска, мислам како што би посакал и професионален глумец да донесе на сет. Супер. А со натуршици мислам дека дефинитивно би работел, мислам дека може да донесат многу искреност во еден проект. Супер. Имаш разлика во пристапот кога работиш на свој и на туѓо сценарио во самиот третман на ликовите? Не сум работел на многу туѓи сценарија, тоа ми е малце надвор од комфорт зона. Меѓутоа, кога би работел, сигурно би седел многу со авторот и би разговарал многу за сценариото, бидејќи мислам дека за секоја една реченица која е напишана има 5 кои не се напишани, односно кои се ги знае само авторот. Така тоа во разговор со него би треба. Ако ја имаш таа можност, ако е жив се разбира. Би морал да седнам да поразговарам убаво за сценариото. Така, кога работиш на твоите, знаеш кога го знаеш крајот кога го пишуваш своето сценарио пред да го почнеш да го пишуваш или па дозволуваш како ќе те води сценариото да дојдеш до крај? Се случува доста наопачки да почнувам, значи од крајот. Меѓутоа, некогаш кога ќе се вратиш на почеток, после станува јасно дека не може баш тоа да биде крајот. Односно, логиката на ликовите на светот бара нешто друго. Така. Тоа е секогаш така малце болен процес, меѓутоа не сме да се оди против логиката на ликовите на светот што е изграден. И на причинско-последичната врска, нели, таа мора да биде во контекст на самото дело. Си направил некогаш драстична промена во сценариото кое било влезено на сред продукција или? Па мислам дека не. Не си направил некое превртување на... Не, ама би направил. Мислам, ако има потреба, би направил, да. Така, заради тоа што пред да се финишира филмот, подобро е да се реагира на лице место, ако нешто сметаш дека е несоодветно. И филмот, мислам, и тоа е супер едно гледање, мислам дека филмот се пишува 3 пати. Значи, се пишува во сценарио, за време на снимање и монтаж. Така. Би адаптирал повторно расказ или роман? Да, би адаптирал, меѓутоа немам сега нешто конкретно, мислам што би кажал. Меѓутоа не исклучуваш таа можност да туѓо перо да ставиш со своја визура. Која па ти била најтешка писателска ситуација кога си се соочил со пишување на сценарио, со дилеми? Па мене пишувањето доста тешко ми е искрено. Многу сум спор како писател и ми треба многу време за да согледам нешто барем малку објективно за да можам да видам. Пишувам емотивно и после едноставно
го давам на што повеќе луѓе да го прочитаат. За фидбек да добиеш, Да, окей. поготово луѓе што мислам дека нема да им се допадне. Добро. Повеќе ги барам таквите. И после зимам делчи, значи делови од тоа што они ќе ми кажат или ќе ми препорачат. Така, своевидно пиер групи како во Холивуд што Да, ги тестираат да. филмовите, само што тука анонимно го правиш тоа на пријатели без тие да се свесни дека се составен дел од тие групи за тестирање. Си изводил некоја сцена за која што ти е мака, зашто ја нема во филм? Не. Добро. Сите сцени што биле извадени, имало многу, биле за да биде филмот подобар, односно да има повеќе смисла или подобар тек. Добро. А кој аспект на процесот на снимање најмногу ти се допаѓа, пред продукцијата, самата продукција или монтажата? Кај се пронаоѓаш најмногу? Откако ќе заврши филм, верувам, измалтретиран си и сакаш да се дистанцираш. Мислам дека Кај се пронаоѓаш? една сцената, мислам, опишувањето може да има многу убави моменти, иако се ретки, пошто тоа е, мислам, суштина е мачен процес. Мислам дека во монтажа првата сцена која ќе добие форма. Мислам дека тоа е момент кај што станува филмот стварна филм. Почнува да заживува. Да, добива живот и одеднаш е поголемо од тебе некако и од тоа што си направи. Супер. Фуриозно предпоставам дека е на снимање и тоа си има своја убавина и црпење на енергија. Сега, на што може, например, документарниот филм да го подучи еден режисер? Се учили знанаетот на тој начин, според тебе? Па сигурно дека може да се научи доста за знаетот. Меѓутоа највеќе тоа што може да се научи, односно да се види, се приказни на луѓе и на работи кои не обкружуваат. Кои може би не сме биле свесни за нив, кои може да ни инспирираат понатаму и мислам дека се не е начин огледало на општеството, нели, кај што живееме. Така да од тој аспект мислам дека се многу поучни на Супер, и тренира, предпоставам, и трпението, објективноста, будното око, предпоставам дека и тоа се клучни аспекти кои што треба да ги има еден. Да, и работа на долг рок, бидејќи документар се снима многу долго време. Маратон. Да, маратон. Дали им даваш домашна задача да погледнат одредени филмови за да може да влезат во тонот кој што сакаш да го постигнеш пред снимањето на техничката екипа? Тоа би било исклучиво, мислам, за кинематограферот, директорот на фотографија. Погледнуваме некои филмови, некогаш заедно, некогаш чисто референци да, од одредени сцени. Сцени, да. Повеќе диалог би рекол колку домашно. Океј, добро. Подготвен си да снимаш еден час плюс и со тоа да ризикуваш измачување на екипата за доброто на филмот? Да, до одредена граница. Да, до одредена граница, бидејќи во еден период се осеќа веќе кога стварно спласнува. Па не само спласнува, него после спласнувањето има една нервоза. Полека се појавува, да, и тоа е важно да не се пречекори некоја граница, речеме, односно пак да кажам да се има почит према сите луѓе кои работат и дека некои луѓе едноставно имаат дома фамилија, деца, некои работи кои може да се поважни. Така, се кратат сцени од снимање ако се нема време во текот на еден снимачки ден? Да, се случило тоа? Се случи и на Лепница сега. Тоа е една просто ситуација со која што мора на лице место да се справиш. Секогаш има некое решение кое не е идеално. Така, мораш некаде да скратиш, предпоставувам. Да. Ги преместуваш за некој друг ден ако може, сега. Ако може, да. И локацијата да се искористи и техниката, предпоставувам. Ако може, меѓутоа повторно ќе кажам во консултација со продукцијата за да не се настане хаос, бидејќи после може одложува и на следниот ден да има и така. Апсолутно, тоа би направило несакани последици. Ефект, да. Лесно се помируваш со загубена локација или па актер кој што не си го добил или опрема, како се носиш со препреките од овој тип? Па не ми се случило сега да изгубам нешто многу битно од тој аспект. За опрема никако не сум преврзан воопшто. За локации сум доста приврзан и знам и за нормално и за некој лик да се приврзам, меѓутоа и кога не сум добил одреден глумец, тоа имаш план Б, Па да, имам план Б и се покажало дека било добро ради X причини, неки други, да. Добро. Имало некој ден кога на сет не ти одело ништо од рака? Па сигурно
мада тоа е нешто што никој не сум дозволил да го примети, забележи, да го добре. забележи, Да. пошто мислам дека е клучно за еден режисер да изгледа дека цело време во И има контролата, на така? ситуацијата, така. Иако гори цел свет, као Така, фактотум. Се случило да имаш наметнат член од екипа или па си имаш проверена екипа со која што постојано работиш, подготвен си да го избркаш тој кој што би му штетел на филмот? Да, се случило еднашка од многу одамна, не би сакал да се случи пак. Добро. Мислам дека секогаш може да се решат работите со разговор. Најважно ми е луѓето што работат на филмот да сакаат да работат на филмот. Така. Односно, ако не сакаат, нема зашто да бидат таму. Да, точно. Сите да губат време. Така, апсолутно. И мислам дека кога сите сакаат да работат, стварно е прекрасно. Имало моменти кога си сакал да се откажеш од филмот, да кренеш раце? Па не, меѓутоа треба да се има предвид дека не сум снимал долгометражен филм, така да може да таму ќе се случи. Не, нема шанси. Со оглед на тоа дека посветено работиш, не верувам дека ќе дојде тоа. Што би променил за поголем буџет на некој филм? Како? Доколку би имал поголем буџет за да работиш некој од твоите филмови кои што претходно си ги работил? Што би променил за повеќе? Би ги платил луѓето повеќе, мислам, тоа прво. Тоа е тоа што сакам да го слушам од секој мој гостин. Добро. Прво би ги платил повеќе, потоа би си дозволил и да има и овертајм, да може и тоа да биде платено. Така да мислам дека тоа ја подобрил атмосферата на целото снимање. Така, вела дека соработката помеѓу режисерот и кинематограферот е круцијална за постигнување на визуелниот печат на самото дело. Што бараш кај еден кинематографер? Па барам да биде возбуден за идејата, што ќе што ја правам. Значи баш да биде конкретно за таа идеја возбуден, мислам, и да го најде само бар не знам хуморот дали да го најде, ама да најде нешто што он стварно сака да направи таму. Да, тоа ми е важно, да. Значи да биде и за него предизвик, Апсолутно. за да се зафати со избори на леќи и на сите дополнителни поигрувања со светлото кои што ги има. Си пробал некогаш сцена со друга музика која што не си ја искористил? Да, секогаш. Имаш темпорери, така? Да, сегаш почнувам со погрешната музика, да кажам, односно со музика што ми е Омилена? Омилена, да. И Не сакам да ја ставам. Добро. И многу често се случува на крај воопшто да не влезе таа музика, што мислам дека сегаш е подобрата опција на крај. Океј, ама поаѓаш со некои твои омилени парчиња кои што апсолутно, бараш нешто што би наликувало на нив кога ќе треба да се создаде музиката или? Ја на пример многу пишувам со музика. Значи додека го пишувам сценариото, слушам музиката што би сакал да биде во филмот. Супер. Да. И додека дојдеме до снимањето и до монтажата, значи таа музика не можам веќе да ја смислам, бидејќи сум ја слушал 1000 пати. 1000 пати, да. Да, така да од тој аспект не ми е толку тешко да ја променам во последен момент. Меѓутоа барам нешто барем на емотивно ниво што ме потсеќа на истото, односно не знам, да. Што ќе биде соодветно и за ликовите и за самото дело што би одговарало за постигнување на таа емоционална поврзаност, што е бараш и кај гледачот. За атмосферата и за емоцијата, не. Така. Да. Која одлика според тебе треба да има еден режисер за да биде добар? Не знам. Идеме во тешките сега. Треба да знае од се по нешто, треба да ги знае сите сектори буквално што работат на филмот. Иако не е клучно, сигурно има некој пример за некој режисер што не е така, мислам за мене лично е тоа, да знам да разговарам со сите кои се таму. Така. Мислам дека познавање на филмскиот јазик е многу битно, нешто што ја уште го учам, мислам дека ќе го учам уште долго време. Додека сме живи, нели? Така. Пошто е жива материја и се менува. Апсолутно, Тоа е поентата. се менуваат и стиловите, така да мислам дека нема некое правило конкретно. А дали па има режисерот етичка одговорност врз снимениот материјал според тебе? Како? Етичка одговорност во поглед на тоа што прикажува со неговото дело и како би резонирало тоа дело во публиката, во колку што може да предвиди. Дали некој би се навредил, дали некој би го сметал дека е навредливо за самата тема која што ја обработува. Дали сметаш дека етика во контекст на тоа? Мислам дека треба да има една искреност према материјалот. Значи треба да биде треба да се биде искрен према темата и темата сама треба да каже што е во ред, што не е, мислам, од тој аспект. Да,
Океј, а колку па од филмот останува со тебе по снимањето? Колку те менува? Па не знам да кажам, колку ме менува, сигурно ме менува на некој начин, меѓутоа ја во суштина мислам дека луѓето не се менуваат многу како карактер. Добро. Меѓутоа цело време учиме нови работи и од тој аспект мислам дека се менуваме. Се надам Како дополнително искуство, така? Значи абсолютно, Белек остава. Да, Белек остава поучен. Океј, супер. А за тебе поголем предизвик е работа на трагедија или комедија? Предизвик? Да. Па трагедија мислам дека не би работел. Океј, добро. Односно секогаш би имало хумор и во мојата трагедија, мислам. Као што можевме забележиме до сето тоа до сега што имаш работено. И мислам дури во вистински живот мислам дека хуморот и трагедијата се некако поврзани. Се проникуваат. А меѓутоа за хумор па постои и тој друг проблем заради тоа што долговечноста на хуморот е многу проблематична за многу режисери. Нешто може актуелно да биде и да биде смешно во овој миг, меѓутоа не знам за 5 години, 10 години тоа да биде доста бајато. Значи хуморот мислам дека освен ако не е, не знам, National Lampoon или Monty Python или некоја си таква луда пародија или Airplane, тој нема времето ништо да му направи. Меѓутоа во други рамки може да биде само одлика на одредено време. Да. Сметаш дека тоа е проблем во поглед на комедијата? Па има комедии кои се базираат многу на актуелни настани, на актуелни теми. Меѓутоа мислам дека има и некои безвременски, човечки, како да ги кажам, ситуации кои се тие. Мислам дека ќе бидат тие додека постои човештвото. Така. И мислам дека страдањето, да кажеме, човечко е безвременско на некој начин. Така да и хуморот околу тоа мислам дека ќе биде безвременски. Апсолутно. А кој жанр па сакаш да го испробаш, а кој никогаш не би го снимил? Никогаш не би снимил? Да. Некоја црвена линија. Сега на шпанска серија да пробам. Извини, ова ниту еден гост. Ама никогаш не би го снимал, така да. Океј, добро. Океј, добро. Па добро, би снимал едно 200-300 епизоди, мислам. Не би ти било на одмет на некој брейк некаде по... Зашто не? На Мајорка, мислам, не би ти било тоа на одмет. Мислам дека толку е абсурдно таму и мислам дека има толку една слобода у тој жанр што апсолутно до некој лудило може да се донесе. Така од тој аспект. Супер. Се надам дека ќе се оствари некој. Без да се оправдуваш многу на некој. Ќе добијат наредна епизода и да утнеш не е ни важно. Наредни 10 продолженија. Би снимал ли некојаш продолжение на твој филм од тие што до сега ги имаш работено? Па Пепе и Муто, мислам, тоа идејата беше да снимеме продолжение, односно сонот мој беше од секогаш да прерасне во една серија, меѓутоа ради X причини не се случи никогаш. За жал, да. На другите мислам дека не. Немам потреба, добро. А кој е па твоето однос со критиката на твоите филмови? Сметаш дека е потребна или па излишна? Критика, мислам дека... филмска критика? Да, мислам дека генерално фали критика. Добро. Ја би сакал многу да бидам критикуван, дури критики што не ми се допаѓаат, им се радувам. Мислам дека е клучно да се чуе едно друго мислење, поготово од некој кој гледал многу филми, кој се ја разбира уметноста. Направи лош филм, па ќе ти дадеме соодветна критика, ќе те израдуваме. Нема проблем, да. Ти само сними лош филм, ќе добиеш од нас негативна критика. Кажи ми во поглед на рецепцијата, сакам да прокоментираме. Сметаш дека луѓето ја имаат загубена навиката за одење во кино, односно што се добива од големото платно и дали може да се замени со малиот екран? Нината на филмот ја гледаш во големите киносали, на филмските фестивали или на стриминг сервисите? Па мислам дека стриминг сервисите тоа. Мислам тоа би го кажал не зашто верувам во тоа, него едноставно тоа ми го покажува ова што се случува сега со Netflix и така. Тоа е датотеката на иднината фактички. Да, видеотеката која што сме ја имале како деца. Баш така, да, значи. Само ова е дигитализиран. Да. Добро. И мислам дека не би можел да кажам дека ми е нешто многу криво за тоа. Мислам дека киното сепак е еден храм, да кажам, едно друго искуство што не може да се споредува со гледање филм дома. Мислам дека никогаш нема да умре како форма, дека секогаш ќе постои. Па мислам дека ќе биде поделено.
Меѓутоа се повеќе луѓе гледаат дома филми, така и во последните 10-15 години, да речеме. Точно, меѓутоа не може сите луѓе да ги поканиш дома за да гледате так. заеднички филм. Тоа заемното гледање во киното си има своја убавина, како што веќе и самиот напомена. Сега откако ќе заврши фестивалскиот живот на филмот, се прикаже на ТВ и остави во кинотека, македонските филмови знаат да исчезнат. Постои Cinesquare како некаква си дигитална платформа каде што дел од нив завршуваат, меѓутоа дел од нив не доаѓа во допир до широките маси по 5 години, да речеме, по нивното прикажување. На што се должи тоа? Тоа се должи дека нема еден YouTube канал каде што може да се најдат сите македонски кратки филмови, например. Мене тоа секогаш ми било, да кажеме, желба, иако конкретно не сум направил некои чекори, можда за воидина ќе очувам тоа. Би сакал да ги соберам сите македонски кратки филмови да можат на едно место да се гледат. Тоа би било идеално. Огромна радост би било тоа ако може да се се би било идеално, така треба да бидат категоризирани убаво, да бидат едноставно да ги имат тие информации на интернет. Заради тоа што конкретно на краткиот филм ти многу добро знаеш дека не може да се продава како долгометражните филмови заради тоа што нема редовно прикажување во киносалите, значи живее од фестивал за фестивал и потоа му се губи трагата заради тоа што ако нема добар дистрибутер кој што би застанал за него, односно во денената ситуација продуцентите кај нас се дистрибутери во своевидна форма, се губи трагата, а како што и самиот напомена има голем број на квалитетни македонски краткометражни филмови што ако ништо друго, барем да се емитуваат пред долгометражни филмови како некаква си практика, македонските долгометражи би било еден начин на одржување во живот. Апсолутно, да. И тука мислам дека македонската телевизија, искрено мислам дека треба да се вклучи поактивно, бидејќи во сите други држави европски, да речеме, националните телевизии се тие кои највеќе ги пуштаат тие кратки филмови и генерално авторите, домашните автори. Така да е една порака до нив. Апсолутно. Како што веќе напоменавме, и јас и ти сме растени пред ТВ, со видеотеки, со DVD-теки, нарачување на филмови. Меѓутоа, колку интернет пристапноста на филмовите разви аверзија и попрекува во потрагата по правилниот избор во таа шума на информации. Сметаш дека е потребно некакво своевидно уредување и посочување, дали квантитетот ја јаде веста, а се нема време за се во денешни услови? Па да, мислам, сигурно. За мене фестивалите се сегогаш добар показател, односно, да кажеме, така е најлесно да дознаеш што да гледаш следно. Заради низ филтер поминуваат сепак. Филтер, иако тој филтер не мора да значи дека сегогаш е соодветен. Така. Имам многу окей филмови, добри филмови што не влегуваат на одлични фестивали. Така да треба да се има отворени очи, да се чита за тоа, да се гледа и да се слушаат препораки од пријатели, бидејќи мислам дека таа препорака е сегогаш најсилната. Би снимал на 35 мм или би останал да работиш дигитално? Мислам дека на све би снимал и на мобилен телефон. Океј, добро. Предпоставувам тоа и не е никаков проблем, меѓутоа во контекст на филмската лента, денес лабораторијата станува проблематична, конкретно во Македонија, за да работи 16 или Супер 8, така што немам некој однос со филмската лента. Значи ја го имам промашано тоа, значи ние кога студиравме, иако имавме час каде што работевме со Болекс и така натаму. Немам емоционален однос со филмската лента. Едноставно мене ми е тоа уште една алатка што, знаеш, пак ќе кажам, може да биде и нешто друго. Така, доколку во сценариото би барало или барем во твојата визија би се поклопило дека би требало да биде снимано на филм, да има тој грейн, да има таа текстура, би се нафатил да работиш на филм само за доброто? Би се нафатил ако не влијае на буџетот на останатите работи. Јасно да не треба да кратиш на потребните аспекти за да биде реализиран. Ајде во поглед на твојата магистарска која што има една интересен наслов The Immersive World of Video Games and the Gaming Concepts in the Future of Cinema.
Во неа истражуваш сродноста, меѓутоа нема исклучување помеѓу гейминг индустријата и самиот филм. Во неа во кои аспекти се доближуваат едната до друга. Кога синематикот добива филмски особености, а кога филмот геймерски имрж. Па сега тешко ми е вака да го кажам на кратко, ќе пробам. Мислам дека во моментот кога ќе заборавиш каде си, односно кога ќе заборавиш на моментот дека гледаш нешто или дека играш некоја игрица. Иако за мене лично игрите секогаш биле по како да ги кажам, не по-привлечни, меѓутоа биле по-имерсив, биле по engaging, како што викаат американците. Не, македонскиот збор се вклучувачки. Вклучувачки, да речем. Така да речем. Бидејќи секогаш можеш да влијаеш некако, да речеме, до одредена мера на тоа што ликот да го контролираш. На приказната на добро. Иако и тука има предодредено со страна нели на гейминг девелоперот кој што не ти дава баш open world. Да, тоа е лага, таа слобода е лага, меѓутоа колку е подобра лагата, толку така и со филмот, колку е подобра лагата, толку повеќе. Супер, меѓутоа во контекст на VR технологијата станува еден од тие интересни феномени кои уште од Strange Days и од Brain Scan е подлога на технолошки жанровски филмови, меѓутоа денес големите фестивали имаат секција наменета на ТВ филмови работени во VR. И нариту и Ажа имаат веќе кратки филмови кои што се работени во овој медиум. Прашањето ми е, колку VR технологијата е погодна за градење на трудимензионални светови и дали насочувањето од страна на режисерот е возможно врз гледачот во смисла на наметнување на она традиционално наративно действие кое што кога работиш филм, ја имаш таа можност. Колку во VR можеш да го примениш овој начин на насочување за создавање на некој филм или само создавање на свет? Па VR-от има некои ограничувања, меѓу кои едно од ограничувањата е дека не може премногу долго да се проведе во VR без да те заболи глава. Да. Сега баш бевме на Sundance, имаш New Frontier, така се вика, каде што млади режисери од цел свет работат на VR проекти, кои некои беа мултимедијални, некои беа повеќе филмови, да ги кажам. Добре. И пак таму го има тој проблем. Од друга страна, исто не може да се движиш во VR светот. Односно, секое движење ти предизвикува вртоглавица до одредена мера, така да повеќето филмови се статични. Односно, позицијата на... Ти си фиксиран? Да, ти си фиксиран лик, да речеме, во светот. Од друга страна, нема филмски јазик. Така. Нема... Се исклучува. Да, нема планови, нема крупен план, нема широк план, така, нема ништо од тоа, нема рез класичен. Монтаж. Да. Така да, мислам дека допрва ќе се открива што све може таму да се направи. Мислам дека е одличен за хорор жанр. Тоа обавезно. Затоа и двајцата си имаат испробано во тоа. Одлично е за тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е пак поблиско од тоа ти што кажа, дека е градење на некој свет повеќе отколку на... И сега ова година на Sundance имаше неколку наслови кои што вметнуваа и други елементи надвор од како што веќе напоменуваме фиксирано гледање во VR. Еден од тие аспекти беше со базенот, ако не се лажам, извини, го заборавив насловот, во вселената, патувањето во вселената, каде што си во базен и као Zero Gravity чувствуваш со твоите движења за да имаш... За жал не го гледав, Добро. Што требаше да си доаѓаш со свој купачи таму и да те стават у базен, те пазат таму да не се удариш. Јасно. Добро. Идејата е одлична, бидејќи тука е тука уствари... не си фиксиран, да. Не си фиксиран, и тука се случува тој, за тоа во тезата имам пишувано, значи моментот кога твојата рака или твоето тело ќе осети таа безтежинска состојба, тука мозокот е апсолутно излажен. Значи 100% и ти си од тој свет 100%. И тоа е многу возбудливо, мислам, за буднина за понатаму. Иако не верувам дека у базени ќе идеме да гледаме филмови. Тешко. Тешко, меѓутоа ова е интересен потфат, како што имаше неколку за кои што читав, едниот беше за растењето на печурките. Исто беше оваа година на Sundance, како се чувствуваш додека тоа фунга трипаш додека расте печурката, и другото беше за зап кој што е катапултиран во вселената. Да, тој го гледав, да. Го гледаше и го гледав, да. Тоа беше супер искуство. Те седнуваат на огромна фотелја што самата се движи во простор, така таа го дода тепихот, уствари, фотелјата. Фотелја, да. Добро.
вибрира, не знам, се врти и така натаму. Тоа е поише како гимик, да кажам, како штос. Како Вилијам Кесел во минатото што правил за неговите филмови, како The Tingler, кога прелетува во киносалата, кога струја шокови пуштал на столиците. Мислам, ова е рудиментарната форма на Вилијам Кесел на времето. Океј? А меѓутоа, да, мислам дека има уште многу таму што да се работи и како да се истражува тој медиум. Затоа што и физички другите сетила се напаѓаат, барем со овие потфати за кои што сега ги коментирам. Значи не е само ставање на очилата и не е само звукот кој што го добиваме, туку и буквално тактилно се чувствува сето тоа што се гледа. Ова со базенот, мислам, одлично изгледаше, ама мора да се има контрола за тоа. Шетање. Инаку и сега излага геймерски, да кажем, Half-Life новата, Алекс, која ќе биде цела во VR, не излага на компјутер. Мора да се има VR. Океј, мора хедсет да се поседува за да се игра. Ако не се лажам, и Resident Evil имаше во некоја од последните итерации VR верзија, така што тоа е тој убав момент кога хорор може да се примени. Мислам дека дефинитивно во компјутерските игри ќе напреднува побрзо и ќе биде поинтересно барем наредните 15 години, да речем, отколку во филмот, така. Сега, кажи ми зошто се реши на изложбата Be Right Back да ја создаеш, односно геймерскиот БРБ, да биде фокусирана на гейминг заедницата. Што те мотивираше да ја естетизираш оваа појава на пријателско сплотување во интернет кафелињата? Пред себе сакал само да спомнам дека ова беше една соработка со Роберт Јанкуловски и со Македонскиот центар за фотографија, кој го препозна мојот талент доста рана фаза, тоа што уште немав ни факултет запишано. И кога размислував на која тема би сакал да направам фотопроект, настанало тоа беше нешто што ми беше најблиско, да речеме, таа култура на одење во играчници, интернет кафе, односно. Бидејќи сите мои другари одеа таму, тоа беше баш еден период од нашите животи што мислам дека сите они го со многу ентузијазам и убави моменти имаат од таму. Меѓутоа другата страна е една комплетна поделеност, односно бегство од реалноста, на комплетно несоочување со секојдневните работи што се случуваат вистински околу тебе. Една изолација, прецим. Да. Океј. Без разлика тоа што сте поврзани лан, тоа не значи дека пак има некој друг лик таму кој го преземаш и кој ти е поинтересен него реалниот живот, да. Супер. Мојата колешка Теа има полетано во вселената во еден твој видеоспот. Видов и се трка со автомобили, играчки во неговиот видеозапис. Роботот на Дуке Бојаджиев уме да биде сенаменски во твоето видео. Каже ми, сметаш дека може еден режисер да стекне пред се креативна слобода правејќи музички видеоспотови, сплотувајќи се со идејата на артистот? Или тоа зависи од артистот? Па мислам дека на почеток на кариера на режисер дека е супер да се прават, да се експериментираат, бидејќи не може да се сгреши на некој начин. Значи да се сгреши, тоа е пак прво најчесто овие соработки се пријателски соработки, односно јас на таа возраст ги барав, додуше Галатеа не е толку одамна. Да, тоа е скоро, да. Метропол. Меѓутоа секогаш сум ги барал, значи музичарите. Секогаш сум бил тој што прв им пишувал на нив и сакал да работи со нив. Супер. И кога ќе настапиш од една таква позиција, после некако се ти е дозволено, бидејќи знаеш, тоа е ја имаш приврзаност и ти се допаѓа пред се музиката која што сметаш дека можеш да придонесеш. Да, мора да има некоја песна трака, некоја која ти инспирира да направиш нешто. Таму е почетокот. Ти ако имаш привилегија да избереш песната, тоа е мотив плюс. Апсолутно. За да дадеш твој потпис. Меѓутоа претпоставувам дека треба на иста бранова должина да се дојде со авторот заради тоа што ти ќе предложиш идејата. Сум имал многу среќа дека никогаш не барале од мене многу информации за тоа што ќе се прави. Океј, добра. Си имал слобода, да? Да, сум имал слобода и сегогаш сум ги уклучувал подоцна во процесот. За разлика од нив, рекламите исто така се наменски видеоспотови, меѓутоа тука има корпоративен нарачател. Колку е возможно да се дојде до заеднички компромис за реализирање на соработка од овој тип или па нарачателот секогаш е во право таму? Зависи до рекламата, има реклами кои што сам сум имал прилегија да ги напишам.
тие ми се и подраги, морам да признам, бидејќи сум се внел повеќе. Имало и ситуации каде што најчесто е така, каде што доаѓаат има креативни директори, цели тимови, мислам, кои работат на одредена реклама и ќе кажат сакаме вака да биде. И апсолутно тогаш ќе биде така. Така немаш ништо да влијаеш. Нема ни потреба да се внесува себе си превише или мислам до одредена мера секако, меѓутоа без да се влегува во конфликт. Ајде поразговараме за филмовите на кои што или си работел или си учествувал. Ова ќе ти биде еден throwback заради тоа што гледав се што може да најдам од тебе. 2010 година Suicide 2. Тоа да. Со Антонио Велјановски се запознавте, претпоставувам, на ФАМУ и се работувавте таму. Актер си во филмот кој што е вежба за монтажа пред се. Кажи ми што гледа ликот во екранот пред да се одлучи на самоубиство? Ова е едно снимање што траеше 2 сати буквално. Беше многу брзински снимано кај мене во стан тоа време. И отприлика тоа е тоа што можам да го кажам. Добро. За овој филм бејќи заради тоа што ние не знаеме што се случува со екранот, затоа така, не знам ни јас. Добро. Не ти кажам, Антонио, ти само требаше да реагираш. Така, да, тоа беше доста. Suicide 2. Не знам зашто ни 2, може да има кец, не сум сигурен да. А тројка? Да, треба да се провери со Антонио тоа. Па со оглед тоа што се самоубиство во прашање, не би можел никој да говори за делото. А Антонио сигурно нема да каже каде се телата закопани, мислам. Тоа во некое наредно издание на емисијата. 2010 година работиш на Dreams and Memories, го речеш краткиот наплив на снимки од документарна природа до in-game сцени од видеоигри кои што се наоѓаат во него. Кажи ми, зошто решаваш да направиш сублимат од овие навидум неспојливи форми една на друга? Па бидејќи тоа е колаж на мојот живот во тој период баш. Добро. И е така документарно од аспект на како јас го гледам светот во тој момент. Наоколу, добро. Да. Ми беше мерак да, бидејќи бев во Америка 4 години, нон-стоп снимав со мобилен телефон, тоа ми беше изразното средство во тој период. Добро. И едноставно работев и со стари камери, ми беа многу интересни мини диви, тоа беше откривав, да. И така, тоа беше еден колаж, чисто, може и повеќе за себе си, вака сега ја погледнам назад. Така, еден дневник. Осеќавање, да, дури сега кога гледам ми е као, така, баш као сон некој. Флешбек некој од минатото. Супер. Facebiters 2011-та. Зомби хорор комедија на Майкл Франк, извини, на која ти си кинематографер. Кои беа предизвиците кога се соочивте со оваа жанровска форма? Имавте смешни зомбија со страшни ситуации или па страшни зомбија со смешни ситуации во филмот? Прво да кажам за Майкл Франк, значи он ми е многу драг пријател. И професор ми беше на факултет. Тоа е во прва година кога бев во Америка. Он ми ја покажа љубовта према лошите хорор филмови. Супер. Да, тоа беше за мене нешто непознато од тој момент. Меѓутоа, он имаше едно друштво што се собира еднаш неделно и баш се намена да гледаат лоши хорор филмови. Одлично. Треш. Да, баш тоа, треш, да. И станавме дел од таа група, подоцна и он ни кажа на нас... Зборуваме за Трол и Attack of the Killer Tomatoes, за тие филмови? Добро, окей. Dead or Alive и не знам кои се. Добро, окей, супер. И он ни ја прошири таа љубов на мене и на Роб Кар, кој беше исто мој соученик, драг пријател. И едноставно во еден момент реши дека сака да снима филм. Така да ние доста наивно се вклучивме во приказната. Никој од нас не знаеше како се снима филм, мислам тоа и се гледа во филмот, што среќа го нема онлайн. Така. Меѓутоа беше едно одлично искуство за како не се снима филм. Добро. Ако може тоа да Trial and error, уствари. Ерор. Немаше, само ерор имаше. Добро. Така да многу ми е драг тој проект, баш од тој аспект. Океј, јас само изводок можев да видам од него и тоа зомбијата многу споро се движеа по тоа плажите, тоа само можев да констатирам. Да.
Ајде, некогаш може би ќе исплива на Може, некоја сомнителна платформа. Човекот со големиот црн мантил 2011 го режираш овој комичен филм за девијантниот човек со црн мантил кој се обидува да го придобие срцето на девојката која не е заинтересирана баш многу за него. Колку е возможно да се постигне ефективна комедија без говор, само со актерска игра и со музика? Па многу, мислам дека многу е возможно. Филмот докажува за тоа. Да, мислам не само овој филм, имало многу филмови, нели, од Бастер Китон до Чарли Чаплин, така натаму, кои буквално го имаат тоа совршенство доведено. Тука беше најинтересното беше соработката со Дуке Војаджиев, кој што стварно е осети некако комедијата во филмот и мислам Брантна е музиката, значи не Супер. попушта. Да, Не да. попушта и буквално игра и со самите актери. Да, баш и он го свиреше пијаното гледајќи го филмот. Одлично. И тоа е стварно е супер привилегија да си има таков музичар од тој калибар, поготово на таа возраст да се работува со мене. Одлично, тој Рај Кудер пристап секогаш функционира за еден филм. Меѓутоа забавен филм, пред се и пресвртот е на место. Мислам крајно неочекуван, меѓутоа во контекст на бизарноста на темата и тоа како е функционален. Истата година го работиш и The Good Cop. Уште во овој филм во кој што го режираш можеме да ги забележиме твоите афинитети за снимање на полициските соби за испрашување. Димо Попов, ако не се лажам, е зад камерата во овој филм, но колку е тешко да се биде пред неа и зад неа како актер во две различни улоги за тебе. Ова беше дел од еден проект 48 сати, што се вика, каде што целта е да се направи филм за 48 сати. Што значи тоа? Значи од предпродукција или од предпродукција, да, вклучително, значи бидејќи има со монтажа заедно. Со монтажа, со све, со звук, да, 48 сати. Тоа беше во Прага и се склопивме една екипа меѓу кои Дима Попов, со кој што студиравме тоа време заедно, и Карлос Баер, пријател мој од Бразил. И беше многу интензивно и немаше многу време за размислување. Значи тие решенија што беа таму беа брзи, беа значи само гледавме да го завршиме филмот на време. Што е предизвик. Да, иначе ја убаво ми е пред камера, сакам да глумам и доста глумав и на факултет. Така да од тој аспект не беше проблем. Тука повеќе му оставив на Карлос, кој беше корежисер. Така да он не пазеше сите таму. Во крупните планови си поигрувате со Димо Попов за таа луци на камерата од Тери Гилијамовски, каде што и ти можеш да го извадиш тој good cop, bad cop од тебе, така што ти ми беа онака највпечатливи од филмот. Супер Димо, да, ми е драг и еден од најдобрите кинематографери од држава, што зборува. Погледнав еден многу забавен филм кој што имаш работено, се го имаш именувано како интервју. Ова е една вежба во која глумиш еден многу самоуверен режисер, мокюментари во некаква своевидна форма, кој ќе снима документарец со како што самиот напоменуваш, врвови од пениси, половина од вагини за документарен филм, кој ќе биде подобар од тој за кој што даваш интервју. да напоменем. Колку е тешко да се воздржиш пред камерата кога треба да пренесеш некакви си пресмешни фрази како што се состави дел од филмот. Прво сам да кажам дека мисля дека никогаш нема да го најдеш тој филм, така да честитам. Жал ми е, ама ова е едно од посмешните изданија во кои што сум те видел. Така да неподготвен бев за тоа што го добив. И јас исто, дека ќе го најдеш. Добро. Меѓутоа беше многу лежерно снимањето и многу пријатно и кога мислам буквално имав слобода што сакам да правам, така да некако случајно тоа излезе. Океј, да го кажеме. Излезе и тоа како? Мило ми е дека ти се допаѓа. Го погледна професорите? Не. Професорките? Не. Добро, океј. Само да прашам. Можда беше пуштен ствари на еден час. Мислам дека беше пуштен, да. Имаше кој беше поводот? Смење, некој е покисело, некој е по Така, некој се пронајде во него, така? Посебно тие што не снимаат со само што снимаат со надворешно светло, претпоставам дека ти режисери. И треба да се има предвид дека ова беше на час по фотографија, ова е снимано така, односно се очекуваше од мене да донесам фотографии, а ние се појавивме со
со овој филм, така да имаше доста... Па да, има фотографија во филмот. Има, да речем. Да. Ја поседува, своевидна. A Wireless Affair е еден филм кој што работеше 2012 година, ражираше на љубовна незгода помеѓу дечко кој е заљубен во девојка на прв поглед и покрај тоа што има и тој друга девојка, а и саканата има свој дечко, кој разработуваш феноменот на зависноста од пишување на пораки на интригантен начин и филм за златното правило, како што многу обширно и лаборативно напоменуваш, така фасцинантно правило. Колку технологијата му е од помош на човекот во ова дело? Нула, ич нема. Добро. Напротив, против него игра. Тоа беше, тој филм е посебно драг и би сакал некој ден малце повеќе да разработам таа тема. Бидејќи мислам дека буквално денеска живееме во еден свет каде што таа е комуникацијата, значи комуникацијата преку пораки, преку Facebook, преку Instagram и така натаму. И мислам дека, не знам, тоа е многу интересно аспект. Да. Дури и страшно и убаво може да биде, меѓутоа ти на комичен начин ги разработуваш тие проблематичните аспекти за како еден лик нели станува зависен од неа против себе си идејки. Меѓутоа сметаш дека може хуморот тука да дојде како изразно средство за елаборативно. Апсолутно, па ги кажам, значи во секое страдање наше се крие хумор. Само треба да најдеме каде да. Така, а кажи ми Reel of Montage, што ја видов снимката, станува збор за вежба која што ја работевте на факултет или? Тоа беше еден кратко видео каде што помеѓу дечко и девојка се одвива расправија со која што има првична монтажа и секундарна монтажа, каде што од контекст се вадат работите, односно почетокот на првата монтажна снимка е крајот на последната. Испитна вежба беше или? Значи тој филм постои како филм сам по себе, каде што е една сцена од филмот Ухо, односно текстот Ухо, по кој што Иво Треков сними филм Медена ноќ. Така. Тоа беше вежба по неговиот час. И потоа со тој краток филм отидовме на друг час, да кажам, каде што задачата беше од готов материјал да се премонтира приказната. Односно нешто што е супер, мислам дека секој треба да го проба. Барем еднаш како со тие исти кадри кои раскажуваат една приказна, да се раскаже некоја друга. И тој аспект што е ефективно во овој филм, затоа бев зачуден, затоа сакам да продискутираме која беше позадината, зашто се реконтекстуализира, затоа што сосема друга форма се добива на кога се гледа секундарната монтажа за разлика од првичната. Така што тоа и било, значи, целта на самиот проект. Сега глумиш и во For Losers Only и во Медена ноќ на Иво Трајков. Што поседуваат неговите филмови, што одлучуваш да застанеш пред камерата во нив? Што е тоа што го издвојува него од другите режисери? Па ме вика на снимање. Покрај тоа. Тоа би било што најочигледното, да. Тоа било главното, меѓутоа, не знам, со Иво Треков мислам никогаш не би пропуштал шанса да бидам околу него или да му помогнам некако, иако не сум многу од помош, морам да признам на снимањата. Добро. Не ме била за асистент, мислам тоа е посебен карактер кој го немам. Меѓутоа мислам дека од него може многу да се научи и апсолутно е привилегија да се биде на неговите снимања, така да секогаш кога имам шанса. Супер, само да му пренесеш неговите филмови да се емитуваат во нашата држава за да може да ги погледнеме, заради тоа што не би било на отмет, нели? Да не мора да ги бараме под дрво и под камени да ги гледаме со чешки преводи. За жал, така е. Ќе го искарам. Да го искараш позитивно, да. Затоа што има и тоа како значителни филмови кои што голем дел од нив не ни стига тука, мислам не имаме шанса. А тоа е трагедија. Конкретно и за For Losers Only е трагедија зашто се уште не се емитува уште еден краток филм за кој што говориме дека треба да бидат достапни заради тоа што се интригантни само за себе. Не само за него, и за филм, и за претходните, и за Созерцание, и за останатите филмови кои што можеби имале премиера, меѓутоа исчезнале, а човекот и тоа како има што да понуди. Глумиш и во Under Pressure од 2014, филм на Диего Фандос, филм за пронаоѓање на љубовта во базен, меѓутоа ликовите кои што глумат во овој филм имаат сосема спротивни убедувања. Колку беше напорно глумењето под вода или со помош на соодветната партнерка не постојат ненадминливи пречки?
Беше многу екстремно многу напад. Добро. Океј. Екстремно многу и значи тоа беше за разлика од другите филмови, тоа не беше факултетски проект. Така. Едноставно отидов на кастинг и имав среќа или несреќа да кажам да ме кастираат во главната улога на некој начин. Така. На секој Две начин. главни улоги, да, две главни улоги имаше. Да се снима во вода е апсолутна тортура. Мислам тоа беше нешто за кое што не бев спремен воопшто, не ме ни спремија како што треба. Дознав дека хипотермија може да се јави на многу повисоки температури од очекувано. Така. Пошто цело време си во вода. Да. Значи на првото влегување во вода беше има чувство дека е многу топла водата. Тоа е 26 степени што за вода е стварно топло, да. Меѓутоа после 4 сати поминати во вода, тоа таков еден шок му се случува на телото, што апсолутно беше буквално терор. Аз снимавме 8 сати, например, на ден, некојаш имаше еден ден имаше и 10 сати. Мислам, све што можеше да ми се случи, се разболев, пиев антибиотици месец дена после тоа, така натаму. Во секој случај ми е некако драго, бидејќи филмот ми е драг, мислам дека е пристоен. Филмот е многу добар, идеше и по фестивали. Беше, да, добив и награда, дури филмот е од 2014, да, добив награда 2019 во јануари во Сент Питерсбург на некој фестивал за глума, така да се. Океј, супер. Неочекувано, да. Честитки бака за доцната. 5 години после снимањето. Не е забавно, ама не е заборавено. Така. Супер, некој ја видел таа агонија под вода, тој бал под вода и почувствувал дека треба да се награди тоа. Не, супер, одличен твист и добро снимен филм пред се и добро одглумен од твоја страна. Работиш на домашните хумористични серии Преспав и Вчерашни новости. Кажи ми како дојде соработката со нив и кои се предизвиците кои може да се појават во обид за пренесување на хумор на домашниот аудиториум? Со Вчерашни бев од првата епизода до негде крај на втора сезона. На почеток многу внимателно влегов, бидејќи прв пат ми беше на телевизија воопшто да работам. Имам огромна почит према Бранко Огњановски, со кој сум пораснал. И он беше доста претпазлив, мислам, со мене на почетокот, бидејќи сепак е човек кој што сака да биде у контрола на производот што излегува таму. Меѓутоа беше едно феноменално искуство, пред се поради ритамот на работа. Нешто на кое што воопшто не бев навикнат, значи тоа беше многу интензивен ритам, каде што сценаријата мораа да бидат актуелни, нели? Се пишува во среда, се снима во четврток, се бајле. Некојаш и еден ден разлика. И мислам дека е многу тешко да се биде смешан на распоред, односно во дадено време. On cue, да, баш. Меѓутоа мислам дека имаше доста успешни моменти. Имаше и моменти кога не функционира нешто, меѓутоа тоа е. Затоа испробувате, така? Така, да. Најдраго ми беше музичките спотови кои ги работевме заедно. Меѓу кои, не знам, Hello, Ицали, Депресито, Македонија, каква си, така натаму. Така. Генерално ми е многу драг проект и ми е посебно место има кај мене, на срце. Супер. А Преспав работеше на последната сезона? Преспав работев на 3 епизоди во последната сезона. Така. И тоа ми беше нешто доста надвор од комфорт зона. Прво работа со ансамбл, Кој што веќе е разработен и веќе помеѓу себе има некаква динамика воспоставена. Да. Чувствував како да сум на гости, не во негативна смисла, него чисто тоа ми беше мојот пристап кога дојдов таму. Ми текнува на една пауза на почетокот додека гледав на Вардан, мислам, снимање едно. Некој ме праша што сакаш ново да пробаш за серијата и реков апсолутно ништо. Значи сакам да биде иста како сите други, не сакам да се осети дека сум бил тука. Добро. Односно сега нешто да покажам нешто или така натаму. Континуитетот сакаш да го задржиш на работа. Да. Добро. Да.
Сум глумците, мислам, прекрасни се сите, стварно е задоволство да се работи со нив. Не го кажувам тоа само ради реда. Така. Многу ми се драги сите и така, едно многу убаво искуство беше, напорно, меѓутоа, убаво. Се исплаќа. Трудот секогаш се исплаќа. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение на емисијата и слушаме Бедафиш, слушаме Галатеа. Ќе најдеме време и за Дуке Бојаджиев. И ако успееме, а се надевам дека ќе успееме, да го слушнете тоа фамозно мокюментари, односно тоа интервју за кое што ви говоревме во овој сегмент со Георги, односно тоа е идејата за тој режисер кој што снима фиктивен режисер кој што снима фиктивен документарен филм кој што ќе биде подобар од фиктивниот документарен филм во кој што тој глуми. Така што уживајте во овој музички блок и потоа се враќаме со разговорот за Пепи и Муто и за Налепница. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс и Макабра, 427 издание. Со мене во студиото е реалниот режисер од фиктивниот филм кој што можете да го слушнете, односно Ѓорги Унковски. Ова беше едно интересно навраќање во неговата досегашна кинематографија. Ќе се задржиме во овој сегмент на емисијата на неговите актуелни филмови. Сега на прво дискутираме за Пепи и Муто, 2015 година. Станува збор за бадикоп трагикомедија во која полицаецот Пепи се пензионира и на негово место доаѓа неискусниот полицаец Мирче, односно Муто во дадената ситуација, како што самиот се нарекува. Ветеранот има должност да го ухода на работното место на водојдениот, при тоа соочувајќи се со нивниот предсезаеднички прв случај. Колку во твоите ликови создаваш апсурдни и комични ситуации со кои што тие треба да се носат, во кои што се ситуирани во реалноста и ги глумат со сериозност? Тоа ти е пристапот кој што им приоѓаш? Мислам дека за мене хуморот доаѓа од сериозно. Значи, колку посериозна е глумата, мислам дека повеќе излегува хуморот, мене што ми се допаѓа на површина. Добро. Абсурдите кои ги има во моите филмови се најчесто се извадени дојдени од ова тло, да речеме, и се инспирирани директно од реалноста некако. Така. За ликовите, конкретно Пепи Муто, би кажал дека тоа повеќе стереотипи што сме ги виделе многу пати, меѓутоа со македонски шмек, што им дава една друга димензија, мислам. Дефинитивно. А колку па беше тешко да се воспостави тој баланс помеѓу комичните и трагичните сцени во филмот? Па мислам дека тоа е доста тешко. Мислам дека во Пепи и Муто, искрено ако бидам, не сум до крај задоволен како е направен тој баланс, иако мислам сега тоа е лично моје мислење. Мислам дека е подобро во Налепница направено тоа. Добро. Меѓутоа мислам дека е многу важно за моите филмови, за тоа што сакам да го кажам, така да мислам дека ќе продолжам и во иднина да пробам некогаш сигурно повеќе, некогаш помалку успешно да го направам тоа. Да натежне повеќе на хумористичната или натежне помеѓу трагичната сцена, да. Тоа претпоставувам и тука тежи умешноста за како да се справиш со одредени ситуации. На Пепи не му се дава значката зад на началникот, затоа што смета дека е непотребен од како ќе ја даде, а на младиот па му треба искусен подучувач за справување со предизвиците на професијата. Колку во оваа колегијална заемност се образува и родителска врска за детето чии што татко постојано го напуштал и колку во Мирче гледа пред се дел од својата младост самиот Пепи? Па да, тоа беше движечка една сила, да кажем, за тие два лика. Дека едниот гледа татко во другиот, а другиот гледа син во првиот. Мислам дека тоа е супер тема, една што не мора да биде полициски, мислам, полициска комедија или полициски филм. Тие такви аспекти, тие односи ги имаме во разни сфери. Таа е хуманата димензија која што има пред се овој филм. Колку па CSI беа спојавидна референца за снимање на сцената околу лешот? CSI сакавме уште повеќе да го нагазиме и тоа ми е криво една од причините зашто
не се сними понатаму, не прераснава серија, односно, бидејќи стварно има многу материјал на баш да се даде македонската перспектива на CSI. Тоа мислам дека ќе беше одличен извор. Тука ја забележуваме во овој филм, конкретно третманот на анализата на телото, што мене ми е некаква мене ми асоцира конкретно на Crime Scene Investigation, меѓутоа би било интересно ако се пролонгира тоа и се разработи со сите негови. И баш да се ми направи таа паралела меѓу тие супер хај технологии и тоа што го имаме тука, од технологија. Да речеме. Иако сигурен сум дека сега и кај нас дојдено до некоја мера. Океј, да нема од се отпечаток одма да се извади како што тоа го прават во Америка. Сашко Коцев и Пепи Мирчевски, не може подобар кастинг од нив за филмот. Имаше предвид додека го пишуваше сценариото или па на самиот кастинг ти се појавија за самиот филм? Или па мораше еден против друг да ги ставиш за да видиш дали функционираат? Мислам дека за Сашко некако од почеток сакав да соработувам со него. Додека Пепи за мене беше откровение, да го кажам, иако он веќе многу, мислам, милиарда филмови имал снимено. Така. Врвен професионалец, кој едноставно кога го видов, знае дека тоа е тој, едноставно немаше друг, мислам дека што можеше така да го изигра. И пак ја кажам, криво ми е што не го видовме тоа нивно пријателство и тој нивни однос малце повеќе се развие. Да. Меѓутоа прв пат кога ги стави еден до друг, сметаш дека тоа е тоа. Оригинал, да. Тоа што не би можел ни така да ги замислиш, да. Како Инспектор Клузо и неговиот помошник. Супериорниот Димо Попов е кинематограферот на делото, со кој што претходно имаш соработувано. На што целевте со оваа сепија фотографија? Да изгледа филмот како пожолтена фотографија, можеби, како некаков си белек на некое време, или? Па има еден ретро момент во него, така? Да, дефинитивно, што мислам дека работевме на тоа малце да го задржиме тој момент, иако снимаме недефинирано е времето, да речеме, во кое што се случува. Сепак и доста од просторите некако наложуваат една енергија, да ја кажам, еден стил и мислам дека Македонија некако може има некои такви тонови. Добро. Вие само ги интензивиравте, ги доведовте во преден план. Музиката на аудиокасетата со аранжман на Шпато не само го прави Скопје во монтажата на почетокот на филмот, конкретно мене да ми изгледа како The Hard Day да кам да ги гледам, како некако, или па некои си филмови од 70-тите, барем некаков си таков шмек мене ми дава. Таа е интегрален дел и од самото сценарио. Што може да придонесе овој музички извадок за самото дело? Иницијално тоа ти беше откако пишуваше дека музичката композиција ќе биде таа? Многу музика преслушав тој период. Добре. Мене ми беше мотивацијата, мислам, инспирацијата ми дојде од тоа дека тие стари детективски серии или амерички филмови секогаш имале јака тема, некоја што препознатлива, да. И мојот дом, односно не се вика мојот дом, тоа е името на YouTube на песната. Песната се вика Funk Soul, така нешто, Funk Soul, има чудно име некој. Да. Мене тоа ми звучи стварно детективска тема. Мислам баш ме поврза со тој свет што го барав, да речем, од кој бев инспириран. Торпедира во времето, као баш е временска капсула самата композиција и соодветствува со монтажата на почетокот на филмот. Мислам дека супер се уклопи. И штета е, мислам, имаме толку многу музика, стварно гениална музика. Мислам, верувам дека и Сашко Козев има други аудиокасети кои што сака да ги пушти по неговата колекција, така, некој микстейп опасен. Сега, ме интересира фотографијата од младоста, кај што Пепи е на мотор со девојката од позадината. Таа е од Мирчевски или па ја фотошопирав? Не, тоа беше фотомонтажа. Добро. Да си прашам. Да. Меѓутоа сосема мислам соодветно му стоеше на него дека би можел да биде на мотор. Таа дива младост која што имал ме подсети на некој 70 Easy Rider феномен кој што бил, можам да замислам дека сосема доволно дава за него дека бил див во неговата младост и дека бил нескротлив. А ова е сосема поразличен Пепи кој што годините и заглавувањето за биро и трпењето на Јордан Симонов и неговите подбивања во текот на филмот го направиле
тоа да биде што е, и Љутков како таков шеф кој што нели не дава баш батерии колку што треба за еден часовник. Кажи ми сцената по од јавната шпица која што е само по себе урнебесно, зашто одлучи со танцовите способности на Коцев да се најдат во делото? Па тоа беше нешто што не знам, од секогаш сум сакал Джеки Чен, многу сум го сакал. Добро, и окей. мислам дека Джеки Чен е стварно, мислам секој филм на крај на шпица имаше Некој луд блупер така. апсолутно да, луда некоја монтажа од све што тргнало на опачки. И тој танци, тоа рецитирање го замислив поише како некој тизер кој може да се искористи за некоја друга прилика, меѓутоа на крај одлучивме да го ставиме така ку шпицата, бидејќи не му најдовме некое друго решение и мислам дека работи за филмот, да. Го продолжува хуморот и додека оди од јавната шпица го привлекува вниманието. И сега, јас лично би гледал серијал со овие два лика, секоја недела по една епизода ако може. Открив дека имало петиција со таа цел и намена, меѓутоа дали некој е должен да одговара за потребата на поберувањето на гледачите, колку овој филм функционира како пилот од серија? Па, до одредена мера така беше замислен. Значи, за како пилот, петицијата се случи сосема спонтанно, ќе ми извини дечкото која почна, не ми текнува како се викаше. Меѓутоа беше многу искрена реакција на филмот, нешто што не очекувавме. Тоа се случи 2-3 години од кога излезе филмот, мислам официјално. Така. Во контекст на тоа што кажуваш дека нема каде да се гледа, значи го постиравме на Facebook и така дојде до тоа. Имаше иницијален интерес од разни страни, разговаравме, бевме во доста телевизии да разговараме за овој проект, меѓутоа единствено не единствено, него едноставно немаше финансиски интерес. Така, за структура да се направи на буџет за да може да се изработи на ниво на кое што заслужува, не? Да, значи чисто да ви дадам една споредба, една народна приказна, отприлика телевизијата ја кошта меѓу 500.000 евра. Со кое што со една епизода. Една епизода, да. Нашата серија ќе требаше да биде меѓу 20 и 30.000 евра така епизода и тука веќе немавме никаква сврзна точка просто за да продолжат тие разговори. Дури ни мини серијал не би можело да се мислам дека беше невозможно. Иако за светски рамки која ќе се каже за американските ТВ серии кога ќе им напоменеш 20.000 ќе ти се изнасмеат во лице, значи првиот ден на снимање само ќе заминат тие пари, а не така. Да се комплетира една целосна епизода, да не зборуваме за колку милиони се трошат по епизода. Апсолутно, да, меѓутоа тоа е, сега треба да не знам како би можело Македонија да функционира нешто такво. Во секој случај мислам дека треба повеќе да се инвестира во телевизија, во телевизиски програми, бидејќи доминираат серии од Бугарија, од Турција, така, Србија. А ова е еден домашен потенцијал кој што би ја развил домашната продукција. Надсинхронизација не е домашна продукција, тоа никој да не ве лаже. А ова е оригинално дело, авторско, кое што луѓето сами што се побуниле, ајде да речам, ја почувствувале потребата дека сакаат да ја погледнат оваа приказна раскажана во многу различни аспекти. Сакаат Пепе и Муто да ги видат на други. И жал ми е, криво ми е што не можеме да им го дадеме тоа на гледачите. Ако ти е за некаква утеха во некоја алтернативна реалност веќе се снима. Да, одлично. Верувам дека некој некаде снима во алтернативната, другиот Георгија снима ова веќе трета сезона е работи. Само не ни кажам. Каков ти. Налепница 2019, 37 годишниот Дејан има неуспешен обид да ја обнови истечената регистрација на неговиот автомобил, затоа што немаат испечатено нови налепници од институцијата. Со други зборови, нема начин да докаже дека му е обновена регистрацијата без налепницата, посебно не на полицајците кои постојано го запираат на пат. Се сеќаваш на мигот кога ти падна на памет дека отсуството на налепница ќе биде клучен елемент во филмот? Па да, тоа се случи кога бев да обновам регистрација и немаше налепници, така да у тој момент
Ми стана јасно, а тоа беше, мислам, првата сцена од филмот е оригинал, како што ми се има случај на мене. Само што не си ти од другата страна скриен од кај шалтерот, туку си пред баш шалтерот. Тоа со документите, да. Ти диша во врат или додаден? Не, тоа беше едно чисто да се долови една атмосфера на Добро, македонско чекање во уредица, да. Убедително и без тоа. Извини. Меѓутоа, да, една абсурдна ситуација која не може ни да помислиш дека може да се случи, додека не ти се случи, дека нема налепници, тоа е, мислам, нешто скроз абсурдно. Дури може би местено на некој начин кога ќе се стави во филм, одредена мера. Меѓутоа таму почна све и после ме интересираше само колку може да го казна мојот карактер за таа туѓ пробив, да речеме. Така, а го казнуваш Да. на многу начини. Ова е филм за докажување на посветеноста на родителот кон ќерката, поради која се обидува да пристигне на незината приредба. Колку беше важно за тебе да не биде потисната оваа хумана димензија во филмот? Да бидам искрен, тоа е нешто што подоцна влезе во приказната. Okay. Кирката ја немаше воопшто во првата верзија на сценариото и баш тука сватив дека отсуствува една хумана димензија, односно отсуствува една симпатија према главниот лик, кој што беше доста антипатичен, што мене ми се допаѓа кога има антипатичен лик, меѓутоа беше можеби премногу. И тоа го додадов на крај чисто да му дадам поголем драйв и на него и мислам дека беше одличен избор, бидејќи доби целиот филм на друга димензија, посуштински. Така, заради тоа што хуморот може да го надвисне делото и да абсурдните ситуации да дојдат во преден план и ова да се потисне овој аспект, меѓутоа е, како што веќе напоменуваш, круцијален за мотиватор за самиот лик, двигател на истиот тој. Што сметам дека треба да ја добие својата димензија. И води до крајот едно што е, мислам, многу човечки, еден крај, една емоција. Колку па е лесно човек да заглави во абсурдната ситуација на дупките на бирократијата и колку може истите да бидат инспиративни за творење? Мислам дека многу може да се заглави и мислам дека можат и многу инспиративни да бидат. Okay. Тоа, мислам, у кратки црти, мислам дека има многу пострашни ситуации од ова што им се случуваат на луѓе кои заглавиле во некој бирократски лавиринт. Од некои од нив би било навистина тешко да се најде нешто комично. Меѓутоа, мислам дека има многу вакви приказни во Македонија. Така. И многу пострашни. Неискусен полицаец и во овој филм забележуваме дека прави непремислена грешка. Колку умеат да бидат па полицајците интересни да се обликуваат во ликови во уметничко дело? За тебе? Па мене ми се многу интересни од повеќе аспекти. Прво бидејќи сум пораснал со жанровски такви филмови. Голема инспирација за овој филм и генерално во последно време ми се Коен Брадерс. Поготово тој сувопарен хумор нивен што го имаат, да. Поготово Фарго серијата, кај што не се они, мислам, режисери. Продуценти се, да, продуценти, меѓутоа се осеќа тоа нивното ептен точно. Таму ликот на Лестер, мислам, е голема инспирација за ликот на Дејан. Супер. Така да мислам дека да ти одговорам на прашањето, мислам полицајците како и сите луѓе се многу комплицирани така натаму, така да мислам дека се интересна тема, бидејќи од една страна мора да бидат символ на законот, а од друга страна сепак се нормални луѓе. Тие се луѓе, да. Да, апсолутно. Под значката на кој што може би им треба тоа кончето што седи на сопатничкото седиште. Непрепознавањето е присутно во полициската станица и зад кулисите на представата. Сега, колку е овој архаичен, ајде да го наречеме, елемент употребен уште во прастарите комедии, користен за засилување на комичните ситуации, непрепознавањето во филмски рамки? Па мислам дека е алатка што може многу да допринесе. Треба да се искористи внимателно. Не знам дали како искористивме ние, тоа некој друг ќе каже. Добро. Меѓутоа мислам дека од една страна треба да се внимава да не биде наместено, да не биде со сила и пак некако да биде во функција нели на приказната. Кај нас и се повторува, нели има две такви непрепознавања.
од кој што морам да кажам второто ми е подраго, ако Добро, морам да изберам. да. Поефективно е, Да, мислам. да. Првото се насетува, Да, во да. второто не. Тоа мислам дека нема гледач кој што е подготвен на него и тоа како реагира публиката на супер, второто, да. На првото веќе кога ќе падне бројката од собата веќе знаат што го очекува Коцев. Колку беше потребен актер кој може да го носи филмот, кој умее да биде и сензитивен и агресивен во физичките захтевни сцени? Па многу, мислам. Добре. Сашко има супер и физички мислам, меѓутоа и како актер е способен да игра и многу сериозно и комично. И тоа мислам дека е клучно беше за овој филм. Бидејќи сакаме да му веруваме моментите кога му е тешко, кога да, така и исто сакаме и да имаме симпатии према него и на крај хуморот да се промакне низ сето тоа некако. И да му се смееме на негова сметка која ќе се најде нели во абсурдните ситуации. А кажи ми, стратешки ја нема мајката и психопатот во филмот? Да, апсолутно. Не чувствуваше потреба барем во некакво отворено издание да ги прикажеш? За мајката многу долго размислував и сакав да ја покажам некако, меѓутоа ако ја покажав ќе имав повеќе проблеми, бидејќи ќе мораше повеќе да го обяснам ликот, односно повеќе да го разработам, што веќе мислам дека сме на граница на должина и на информации што ги има во еден краток филм. Добро. Да. Од тој аспект мислам дека кога нешто не се покажува, некако гледачите полесно го прифаќаат. Добро. А психопатот немаше потреба. Немаше потреба психопат, да. Се доволно беше непрепознавање. Так. Да. На каква фотографија целете се навам доксески? Чија беше идејата за спојување на првиот и последниот кадар со според снимка? Пробам да се сетам чија беше идејата. Можно е да беше или на Иво Трајков или на Мартин Иванов. Океј, добро. Не беше моја, тоа дефинитивно. Тоа е еден начин, една алатка, мислам дека се користи во други филмови, каде што едноставно користи да се убрза, да речеме, дејството, односно првата третина од филмот, да и се даде еден кик, малце побрзо да влеземе во дејството. Еден пролог со буст. Така, да, се изразиме со американските термини. Тоа има луѓе на кои што не им се допаѓа, меѓутоа мислам дека функционира во однос на темпото на приказната и исто првиот кадар има една информација плюс, што ја нема на крај, тоа е еден пендрак кој влага во кадар. Добро. Кој што кога ќе се погледне филмот и ќе му се сфати која му е улогата и функцијата. Сега, како ли јас да пораснам и Марионка се песни со кои јас и ти верувам сме пораснале. Тежок беше процесот на лиценцирање на песните, мораше да ги добиеш по секоја цена, поради сценариото или па ти ги одбра како лични фаворити? Со Марионка бев поврзан уште од почетокот, бидејќи беше клучно драматуршки да биде таа песна меѓу другото. Пред се поради костимите и оригиналната изведба која што се потрудивме да ја пресликаме од Сидон, мислам дека е 94-та, ако не се лажам, да. Тоа беше многу важно, мислам, за филмот. Другата песна, како ли јас ќе пораснам, тука играа имаше повеќе опции. Меѓутоа мислам дека некако највеќе залепи тоа беше идеја на Мартин Иванов. Он ја препорача и стварно одлично беше некако, мислам. Прекрасна песна. Тоа и за моментот кога ја слушаме прв пат. Така. Мислам дека сосем соодветно. И многу ми е драго исклучително дека успеав да вклучам две антологиски, да ги кажам, детски песни во мојот филм. Кој што до ден денес не се создава такви песни и се реминесцентни на едно време. Да, сериозни песни. Мислам, сериозна музика. И работи за самиот филм, кога ќе ја слушнете леле колку тажен сум и кога Сашко Коцев ќе го забележите во каква ситуација е ставен, многу работи за самото дело. И дури за странските гледачи кои го немаат тој момент, мислам дека одлично функционира, бидејќи ги внесува во една емоција, да речеме. Супер.
од друго време се надевам. Да. Трагикомичните обележја се репрезентативни постаменти на чешката кинематографија, меѓутоа приказната е пренесена на разбирлив начин за западниот свет. Колку сметаш дека европската публика ќе ги разбере сите аспекти на хуморот во делото или ќе се загуби нешто во преводот? Па не сум сигурен. Мислам дека фестивалски многу полошо ќе проведеме во Европа, отколку во Америка. Мислам и тоа е доказ до сега. Одбиени сме од доста места. Колку што сме примени, тоа сме и одбиени. Добре. Генерално во Америка одлично прави филмот. Зашто не сум скроз сигурен. Мислам дека генерално мојот израз е поблизок до американскиот израз. Добре. Бидејќи сум пораснал со тие филмови. Така. Меѓутоа, ја би сакал да ги спојам, значи би сакал да работам на европски теми во американски стил, да речеме. Океј. Ако може тоа некако да се... Тоа легитимно и функционира и затоа чудно ми е баш поради тоа што тој субопарен хумор го имаат и британците, го имаат и чесите, го има, значи во да, треба да кажам дека европската премиера на филмот беше во Ирска. Така да дури после во Северна Ирска игравме бевме на супер фестивал. Така да ирците ако ништо друго добро го фаќат. Знаат да се смејат на туѓата мака и тоа како. Санденс, еден од најзначајните американски филмски фестивали на кој се најде филмот. Како беше примен од публиката, имаше можност да ти ги споделат нивните реакции, се смеја на кончето како што се смеја кај нас, песните им значеа нешто или? Како реагираше американската публика? Како? Морам да кажам многу добро. Значи, дури бевме изненадени, со Наум бевме Доксевски, фотографот на директорот на фотографија на филмот. Бевме заедно и мислам и двајцата дека бевме многу изненадени од колку топло беше приемен филмот и колку луѓето успеа да се идентификуваат со него. Бидејќи тоа за нас беше непозната територија. Така? Не знаевме што ќе не чека таму, дали воопшто ќе се смеат луѓе, дали ќе го видат хуморот и така натаму. Меѓутоа имаше многу смеење, имаше многу луѓе кои ни придоа после проекциите да ни честитаат, да ни кажат нивни некои бирократски проблеми кои што заглавиле. Првата сцена они тоа го викаат DMV, Department of Motor Vehicles. Така. Тоа е за нив хорор. Не сакаат да стапнат таму, да. И од одма од првата сцена оствари веќе се идентификуваат на одреден начин со ликот, што за мене е супер и комплетно неочекувано. Реагира на поразлични места од каде што нашата публика реагираше кога гледаш? Не, на истите места. Значи он Q реагира буквално на истите хумористични места каде што и ние се поистоветуваме со нив. Океј. Тоа беше супер изненадување, мислам, и за нас. А во поглед на музиката, сметаш дека се загуби нешто? Не, музиката за нив е комплетно абсурдна. Значи, они кои ќе ги видат девојчињата од Марионка, за нив е тоа нешто комплетно абсурдно и мислам дека само додава на квалитетот на филмот. Они го немаат тој носталгичен момент. Зашто ништо не им значи, прво да слушаат. Да, меѓутоа тој спој на таа музика со македонска култура, македонски јазик, све измешано, мислам. Така, и уште еден дел од абсурдните ситуации во кои што Сашко е заглавен, па и кога гледа танцувањето. Имавме и доста прашања зашто сме се одлучиле за таква музика и за таква песна. И сите беа изненадени кога им кажавме дека тоа е нешто што постои вистински, дека не сме го смислили ние така. Така, дека дел од културолошката милје со која што сите сме растени, таа е музиката. Беше многу изненадени беа до тоа. Не го очекувале, претпоставувам, да. А какви се твоите впечатоци воопшто од Санденс? Како беше како го гледаш фестивалот од тоа што како млад си слушал за него и тоа сега кога се најде на самиот фестивал? Да, тој фестивал секогаш ми значил многу, мислам ми бил многу драг. Не ми се веруваше просто дека имав прилика да додам таму. Мислам дека апсолутна привилегија воопшто да се биде таму. Не знам друго што, мислам неверојатна енергија на многу луѓе, јадници луѓе кои се стварно заљубени во филм. И сите се на исто место. И не се опишува повеќе, тоа мислам дека треба да се не за џабе од фестивалот Аранг, мислам. Кој што е еден од најреномираните. Да, и почит која дојавме и како не пречекаа таму беше стварно
нешто што не сум го доживеал до сега. Супер, на ниво. А каде ќе продолжи фестивалскиот живот на филмот? Каде ќе може да се погледне? Имавме среќа, мислам, тоа е и поради Sundance, во голема мера подпишавме дистрибутерски договор со француска фирма која е базирана во Берлин. Океј. Името е Салауд Морисет, кои застапуваат одлични кратки филмови. Супер. И они го превземаат филмот 100%, значи одговорни се за сите фестивали кои понатаму ќе учествува и наредните 3-4 години, да речеме, ќе биде филмот нивни, односно они ќе се погрижат за се врска со него, што е супер бидејќи не мора да се седи на мейл, да се пратат фајлови на секој фестивал посебно и така натаму, тоа е многу заморна работа. Последно е сега од вчера во Турција ќе играме за некој месец, исто не премија во Кливленд International Film Festival, Флорида Film Festival и така натаму и чекаме уште одговори понатаму. Во Македонија ќе биде прикажан дополнително заради тоа што веќе играше неколку пати, играше и на Синенес, имаше и своја премиера, каде што може да го погледнам. Играше во Прилеп и во Струга. Добро, супер. Би сакал да го пуштиме, меѓутоа моментално не можеме да го пуштиме онлайн, да речеме, тоа веројатно уште некое време нема ќе биде така. Јасно. Секаде каде што ќе имаме шанса и каде што ќе поканат по фестивали на пример, каде што се третира и негова или има селекција за краток филм, претпоставувам дека нема да представува проблем да се прикаже. Не, би сакал, најсреќен би бил кога би го гледале што повеќе луѓе. Заслужува филмот и тоа како да биде гледан заради тоа што говори за интерни проблеми кои што сите ги имаме и сметам дека многу, како што барем публиката можев да забележам како се смее во Скопје, додека заедно го гледавме на 2 проекции го имам гледано и едноставно се смеат на истите сцени и реагираат и говорат за нив, се пронаоѓаат во тие ситуации, ги знаат луѓето што зад грб ти стојат и ти дишат додека поднесуваш документи, така што овај е за широката публика, мислам, како што и Пепи и Муто беше, така и Налепница допира до културолошкото милје, уште еднаш ќе потенцирам. Идни проекти, на што работи Георги? И на што цели да работи? Би сакал да идниот проект, мислам сега моментално најактуелно спремам сценарио за долгометражен, за мој прв долгометражен филм. Супер. Не ви кажам ништо повеќе. Добро. Не сум спремен, да. Ти одговараш во наредна емисија. Наредна прилика, дај баш. Каде што кога ќе биде финиширан, кога ќе можеме да го погледнеме, тогаш и ќе дојдеш за да продискутираме за сите негови аспекти. А инаку Пепи и Муто 10 епизоди седат во фиока. Па ете, ако некој е заинтересиран, слободно нека. И доволно храбар, да. Добро, интересно. А ние до тогаш ќе откриеме каде се наоѓа таа фиока и така случајно тие епизоди ќе ти бидат надвор од твој посел. Нема нека се снимат. Така. Добро, кажи ми што последно Георги има прочитано, погледнато и слушнато, да препорачаш некој си актуелен филм што ти е серија, игра, видеоигра? Многу ми е тешко да препорачам затоа што многу ништо што ти има погодено тебе, што ти е оставено во сеќање во последно време. Сега моментално гледам Sense8. Океј, супер. Да, старо малце за каснато гледање. Ништо лошо во тоа. Да, и искрено многу ми се свија. Иако има еден момент на лимонада малце у него. Добро, ја разлекува Вачовски. Да. Ситуацијата. Клауд Атлас во една по-редуцирана форма, барем јас така ја доживеав. Не сум гледал, да. Океј, и може и тоа да ти биде како едно убаво надополнување на самата серија, затоа што таму ја почна таа искршена нелинеарна структура и ова Sense8 е онака како надополнување на сета таа идеја, меѓутоа тука и со време си играат на бизарни начин. Идејата е, у суштина идејата е многу едноставна. За тие што не знаат, 8 луѓе низ целиот свет почнуваат да се чувствуваат едни со други. Така е. Меѓутоа супер, многу ми се допаѓа како е снимено. Како така. Супер, 2 сезони ако не се лажам беа со една. 2, да, уште сум на прва. Има една. Не, ништо не кажувам за тоа. Знам дека имаше една нулта епизода, дали беше тоа
Пред почетокот на првата или помеѓу двете? Мислам дека помеѓу двете сезони као Black Mirror што правеа со една долгометражна епизода, мислам дека и Sense8 има една што ја фрлија помеѓу двете сезони. Супер. Не ме држи за збор, провери го овој факт да знаеш дека не се само двете сезони што се комплетни, има нешто помеѓу. Дали линк беше додека се чекаше втората сезона, нешто знам дека има помеѓу. Океј. Би кажал и Dirk Gently, исто една откачана серија, што ми е многу драга. Од игри моментално Witcher 3-ката играм по втор пат. Супер. И тоа. Како серијата ја погледна или? Witcher. Witcher серијата, да, изгледав цела. Задоволен си од така. Репрезентацијата на играта и книгите во? Ми се допаѓа Хенри. Добра. Мислам дека е супер глумец. Тоа испадна дека најголемиот проблем што беше додека тизерите се пуштаа со таа косата, тоа беше најголемиот проблем. Сега на крајот испадна дека сите Die Hard фанови што го напаѓаа уствари, Кавил е најдоброто нешто на Witcher. Само него го фала. Другиот дел е. Да, мислам дека малце дека е прва сезона доста нагазано на диалози, на некои развлечени сцени, мислам дека што е окей, меѓутоа мислам дека малце премногу е на тоа акцентот. Така треба да се покаже отколку да се каже? Да. Сегогаш сум фан на кога ќе се покаже повеќе. Добро. Меѓутоа тоа е веројатно ради буџет и така натаму други. Меѓутоа очекувам втората сезона да биде подобра, сега ќе видам. Супер. Што музика слушаш? Слушам музика глупаво е да се каже секаква, меѓутоа не слушам секаква музика. Слушам музика што е врзана на некој начин со проектот на кој што работам. Океј. Значи ако бара, добро. Ајде. Без да откривам превише за мојот филм, слушам турско диско. Драматуршка пауза. Ако ова не би беше доволно добра најава, мислам дека сега Google моментално гори со пребарување на Turkish disco songs, така што има одлично, поготово од 80-ти навака, мислам, феноменална турска диско електронска музика. Океј, ќе ти веруваме на збор. Да, верувате. Што немам друга референца што можам да ти додадам на ова. Супер, Георги, фала ти многу што беше дел од гостувањето и ти посакувам многу успех со налепница, да се прошири на што е можно повеќе фронтови, во што е можно повеќе држави и што е можно повеќе луѓе да погледнат проблемите со кои што не само ликот на Сашко Коцев се мачи, туку и сите ние во овие апсурдни ситуации се наоѓаме. Голем успех ти посакувам и со сите наредни проекти, да го комплетираш долгометражното издание и да ми дадеш пак во емисија да продискутираме вака за сите финеси кои што го допираат со него и да ми елаборираш точно има удел турската диско музика во него. Да, тоа нека остане тајна. Да. Фала ти многу на поканата и честитки пред се за овој голем број на емисии. Низ годините. Фала ти тебе и фала ти што дојде и што ми помагна во 427-то комплетирање на емисијата. За крајот на емисијата ќе слушнеме композицијата која што има круцијален удел во налепница, една тема која што се врзува со настаните и действието на филмот, така што ќе оставиме во недоумица за што точно станува збор, меѓутоа било составен дел од вашиот живот. Се надевам ако веќе сте растеле во 90-тите години на Македонија. Јас сум Затко Ѓелевски и го затворам 427-миот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте го Налепница и останатите филмови на Георги Унковски и обновувајте регистрацијата на време. Чао.